I was right here. I was facing this direction. Сопругата на Дони Мекилоп го најде овде на оваа автобуска станица во Тусон, Аризона. Тогаш, секој од нив го задржа здивот, светот замолкна за миг. Мекилоп повторно почна да користи фентанил. Абстинираше 6 месеци. I turned to Се свртев кон фентанил, бидејќи не можев да најдам хероин, а тој лесно се наоѓа. Фентанилот е ефтин, моќен, но чувството на хај не трае долго, принудувајќи го зависникот постојано да бара да купи повеќе. Мекило плаќал околу $1 по пилула, користел 20 дневно. Повеќето апчиња на Мекило биле шверцувани преку преминот Ногалес Марипоса. Тоа е најблискиот граничен премин меѓу САД и Мексико до неговата куќа. Овие скенери ги снимаат камионите, бараат дрога во кабината, каде што седи возачот, во приколката и нејзиниот товар. Овие машини беа поставени на овој премин минатата година. Бидејќи возачите повеќе не мора да застанат да излегуваат, се скенираат од 100 камиони дневно порано на 700. Граничните службеници потоа го анализираат скенирањето, бараат нешто сомнително. Регистрираме сомнителни работи, на рентгенот изгледа потемно отколку претходниот камион. Тоа е аномалија. Секој од овие мали квадрати е пакет со лекови. Можете да ги најдете наркотиците. Инаку овај камион за дињи. Дали забележувате нешто необично? Овие правоаголни пакувања на подот од приколката се дрогата. Автомобилите минуваат преку редовни гранични контроли. Некои се испраќаат на потемално пребарување. Тие имаат тенденција да ги натоваруваат автомобилите со апчиња фентанил во вратите, во заштитните прегради. Криумчарењето на фентанил се удвојува секоја година во последните 5 години. Царинските службеници овде и на сите 5 премини во Ногалес пронаоѓаат 60% од тој фентанил. Предходно овој месец, мексиканската влада се согласи да испрати 10.000 војници за да го запре протокот на мигранти и нелегални дроги на незината граница. Американскиот претседател Доналд Трамп посредуваше во договорот во замена за одложување на воведување царини кон Мексико. Рамирес вели дека уличната цена на фентанил расте. Тоа покажува дека побарувачката постои, но ние ја сузбиваме понудата. Мекилоп апелира американците да престанат да ги стигматизираат луѓето зависни од дрога. Once I realized that, Откако сватив дека моето семејство се уште стои зад мене, повторно имам надеж. that hope was sparked again. Се надева дека неговите денови на зависност се зад него. It feels good. It's a good one. I know, it's a good